Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи. Ако можеш, во оваа наша многу интересна држава, во која што ќе признаете, секој ден се случува нешто во најблага Америка кажано, интересно и чудно. Да. Денеска беше осуден на 3,5 години затвор градоначалникот на општина Карпош, Штефче Јакимовски, Палчо кој е обвинет за убиството на Вања и Жежовски, вели дека му е наместено се, дека нема докази против него и тоа дека на лош начин е наместено. Едноставно, да, имаме, се разбира, голема акција во која што се уапсени голем број на луѓе, меѓу нив и доктори за криминални шеми. Очигледно владата ја работи својата работа пред се МВР и обвинителството. Работите си го земаат својот природен тек, па ќе видиме до каде ќе стигнеме. Но, вечерва сакам да разговарам, како што најавив и вчера, за светската вест број 1, ако така можам да кажам, имено смртта на папата Франциск, човек кој што, сакале да признаете или не, остави сериозен впечаток, остави можеби и сериозно наследство позади себе, иако беше на тронот во Ватикан не цели 12 години и тоа во навистина подоцнежна возраст, едноставно покажа еден можеби поинаков вид на однесување од она што би се очекувало за човек на такво место, имено поглавар на Римо-католичката црква, го нарекуваа папата од народот, кој беше прилично и скромен и едноставен, иако во неговата младост бил дел од језуитите, едно многу интересно контроверзно би рекол црковно движење, сепак во своите години на врвот на Римо-католичката црква покажа, барем мене така ми се чини, наистина позитивни работи по кои што ќе биде запаметен. И кога разговараме за папата во Македонија, е тешко да најдете човек кој што имал релации со него и кој што може да зборува во прво лице за папата Франциск, меѓутоа ете, јас успеав да го најдам професорот и амбасадор Звонимир Јанкуловски. Добра вечер, професоре. Вечер. Вие бевте амбасадор при Светата столица, токму во времето кога папата Франциск стана поглавар на Римо-католичката година црква. дена по неговото устоличување како папа. Да. Имате напишано една книга која што има многу интересен наслов, Сите легии на папата Франциск. Под насловот понатаму ќе го откриеме. Може да ми кажете, еве, бидејќи верам дека сите ги интересира. Сте имале прилика да го сретнете папата повеќе пати, претпоставувам. Сте имале лична комуникација со него. Вистина ли е тоа што го зборуваат за него, дека навистина беше едноставен човек кој што воопшто не се обидувал да одглуми нешто повеќе од тоа што е сепак човек, иако формално тој за римокатолиците е посредник меѓу луѓето и Господ? Па да, се работи за исклучителна личност, човек кој беше едноставен, понизен и човек кој во основа беше чесен во секој поглед и човек кој со своето однесување отстапуваше од онај стереотип на однесувањето на претходните папи и кој ќе го бележи неговото папство со блискоста со оние на кои им служеше, тоа е верниците на католичката вера и човек кој оставите како сериозен впечаток и во надворешната политика, човек кој отворено ги кажуваше работи и кој немаше никаква дилема да и страф или било какво сомнеш да се спротистави во глобалниот свет на големите лидери на големите држави, така што неговото наследство ќе трае и понатаму, ќе видиме неговиот наследник кој пат ќе го фати, затоа што секој папа барем остава некоја слика за себе, некое наследство за себе по кое ќе биде памтен во историјата. Го имаме папата Светиот Павле втори. Јован Павле втори, да. Јован Павле втори, кој дојде од Полска, кој
оставите како значаен историски впечаток или улога во рушењето на комунизмот, човек кој сигурно се работи за папа кој најмногу патувал и папа кој ја разви дипломатската мрежа до невидени размери во функција на промовирањето на човековите права, светскиот мир и човек за кој велат дека во основа еден од креаторите на падот на комунизмот и на онаа челична завеса која беше воспоставена во светот во време на ладната војна. Го имаме Бенедикт XVI, Рајцингер, сигурно еден од најобразованите папи во историјата на папството. Кој што се повлече интересно. Тоа е токму на преседанот што, мислам, 600 или 700 години не се случил, да. Не се случил, со оглед дека кој ја знаат историјата на папството, како оди, дека е преносник од Господ во основа на светиот на Петар на земјата и дека во основа завршува неговото папство, завршува со неговата смрт, како што се случува со папата Франциск. Ќе видите дека се работи за папа кој во основа се врати на традиционалните, на канонските вредности, на теолошките традиционални вредности на католичката црква и тука го насочи својот ангажман. Кај папата Франциск имате сосема поинаква позиција, човек кој доаѓа од неевропска држава. Од Аргентина, да. Човек кој во основа не ги носи со себе европските стереотипи за народите и размислувањата. Во основа ги нема оној евроцентризам во своето размислување. Можеби тоа беше најголемата придобивка за неговото доаѓање во земја која има само, да бидеме реални, само 1% католици во Македонија. За Македонија, да. Во Македонија, кое дури беше шокантно, примерно и во Ватикан, и во меѓу теоретичарите, оние кои се занимаваат со Светата столица, односно со надворешната политика на Светата столица, и човек кој влезе многу храбро во надворешната политика, кој беше едноставен, можеби не толку разговорлив, меѓутоа многу јасен во она што го правеше и она што го говореше во контекст на светската политика, така што ќе остане за паметен сигурно, меѓутоа не сум човек кој лесно се фасцинира, мислам, од луѓе. Меѓутоа средбата при предавањето на акредитивите на папата Франциск ќе ви остане за секојаш осеќавање, затоа што чувствувате две работи, ја чувствувате едноставноста и ја чувствувате духовноста на човекот, кој ретко, да признам, ми се случува и кој едноставно остава впечаток кој ќе трае, верувам, и по неговата смрт, се додека размислувам и го носам она што го преживеав таму и го доживеав таму, така што да, се работи за исклучителен папа. Имав можност да бидам во тие години кога во основа се профилираше неговото папство, меѓу 14 и 18 година, и кога преземаше многу храбри чекори во секој поглед, и во поглед на реформата на куријата, и во поглед на надворешната политика, и во поглед на ставањето на финансите, ред во финансите и транспарентност во финансите, што мора да признаете дека за еден папа е исклучително тешко во тој дел, и храброста да влези во многу голема транспарентност во однос на аферите што го тресеа Ватикан, односно Светата столица, во контекст на злоставувањето, сексуалното злоставување на деца малолетници, така што воопшто немаше никаков проблем да се извини, лично да се извини, да ги повика, односно да ги отвори постапките за казнување на оние бискупи или оние свештеници кои сториле вакви дела. Да. Има два аспекта овде како што сакам да ги напоменам. Може не го кричаш зошто сега да му посветиме цела емисија на папата и на папството. Прво затоа што римокатолици во светот има повеќе од 2 милиарди, ако не се лажам. 1,3 или 1,4 милиарди. Во секој случај, огромна бројка на верници. Второто е затоа што папството постои повеќе од 1600 години. Значи се работи за страшно долга традиција и страшно долга историја во која што често пати
Рим, Ватикан конкретно имале навистина сериозна улога во решавање на светски проблеми, некогаш негативно мора да признаеме, некогаш позитивно. Се работи за едноставно дел од светското наследство кое што само наивен човек би можел да го сваќа несериозно. Вториот аспект за кој што сакам да зборуваме токму тоа. Вие споменавте реформи. Се работи за една во принцип ригидна организација која што многу тешко се нафаќа за реформи. Да, вела тоа е како, знаете, како танкер кој плови по море и сега барат одеднаш да се сврти, не може. Сврти, да. Кругот е голем и да. Трае. Така. Но да се осмелите воопшто да го направите, тоа е навистина сериозен потек, затоа што навистина се работи за еден систем практично кој што не прифаќа. Но се најде во специфична ситуација. Вие го спомнавте моментот со злоставувањето на децата. Ми се чини дека Римокатоличката црква страшно многу изгуби со овие откритија. Ги изгуби верниците, да, се помалку верници, како што ќе кажеше папата Францис, се помалку верници влегуваат во црквата, така што идејата беше да ја отвори црквата за сите, затоа што веруваше, мислам, идејата беше дека мора да го врати она живо ткиво на верници кои треба повторно да се импресионирано, односно врз основа на верата да почнат да доаѓаат во католичките цркви на светот. Истото важи и за православието, апсолутно треба да го вратиме. Јас така мислам, треба да се потруди и Македонската православна црква и воопшто православните цркви кои што се постојано нешто раскарани меѓу себе. Да, за жал, поинаква организација. Сосема е поинаква. Кај во католиците се знае кој е главен. Да. Кај нас е малку поинаку, тоа е чудно, меѓутоа така функционираат едноставно работите. Факт е дека стотици илјади луѓе од сега веќе одат во Рим. Да, таа енергија мора да ја почувствувате, мислам. Знаете, може да слушате, може да читате. Апсолутно, од прва рака е друг. Може да знаете се, меѓутоа кога ќе ги доживеете работите, сосема чувството е поинаку. Мокта на луѓето и мокта на верата ќе ја видите на плоштадот Свети Петар во Ватикан, ќе ја почувствувате мокта. Верувам дека и многу светски лидери ја почувствуваа мокта на молитвата која се случуваше таму во контекст на одредени светски настани, така што верувам дека и погребот на папата Францис ќе биде токму тоа. Да, тоа ќе случи во сабота, ќе дојдат над 100 светски лидери, очекувано. Ако сме реални, тоа се случува со секој папа кога ќе почине, тоа не е спорно, се работи за многу важна фигура. Меѓутоа ми се чини дека навистина кога зборуваме за обичниот свет, навистина се покажува едно реално, необврзно почитување кон него. Светските лидери доаѓаат затоа што тоа им е и работа на крајот на криштото. Можеби Доналд Трамп него е дојдено да оди, меѓутоа ќе оди што ќе прави. Не доаѓаат баш затоа што има работа, затоа што е оној кој е сериозен во надворешната политика ја сваќа мокта на Светата столица во надворешната политика, во меѓународните односи. Оној кој не ја сватил, кој не го сватил тоа, има проблеми, очигледно дека не ја сватил улогата на религијата во надворешната политика. Знаете, дипломатите се малце троми во поглед на прифаќање на ново, меѓутоа кога ќе видите дека религијата итекако игра значајна улога во надворешната политика, ќе размислите за мокта на Ватикан во контекст на она што се случува во светските, во меѓународните односи и какво е влијанието на папата како врховен поглавар на католичката црква, односно на не е случајно книгата Сите леги на папата Францис, знаете, Сталин многу едноставно прашање поставил затоа што неговото разбирање на мокта оди врз основа на разбирањето на тоа колку имате дивизија, односно колку имате вооружување, која ви е реалната мок. Поставувајќи го прашањето колку дивизии има папата. Не е прашањето колку дивизии има. Тоа истото и Наполеон го поставил, колку леги располага папата. Прилично, да, дури наивно некако делува, меѓутоа може би во моментот било прагматично, но тоа е прагматично мерење на мокта и на силата во меѓународните односи. Меѓутоа овде станува за сосема друго прашање. Станува збор за мека мок, затоа што ви имате следбеници, 1,3 негде 1,4, зависи како ќе најдете во литературата, меѓутоа тоа се следбеници, тоа е мокта.
моктана човекот и во основа тоа е моктана ватиканската дипломатија, затоа што се потпира на човекот, не на интересите на некој. државата. На некој мокник или уште. Интересно е, овој папа Франциск покажуваше навистина не необични, неочекувани потези имаше, не знам, им ги пакнуваше нозете на некои сиромашни... Ги миеше нозете, да, тоа вообичаено. Со тоа покажуваше понизноста. Понизноста, скромноста. Тоа е папа кој... Дека не сум ви јас вас господар, туку сум ви слуга, има символика во сето тоа. Он ја смени перцепцијата за црквата во поглед, не во поглед на обредот како оди, меѓутоа во поглед на она што значи скромност во практикувањето на верата. Кога дојде изненадувачки беше за некои бискупи или надбискупи во определени држави, кога ги повика на одговорност за трошење на преголеми средства за лични задоволства. Што оди тотално воспротивно со идејата на црквата, например. Да. Така што токму тоа и беше обидот да преку присноста со луѓето, односно со верниците, ги врати повторно, ги заинтригира за верата, односно ги врати во црквите. И човек кој исклучително тешко беше да се контролира, посебно за безбедносните служби во Ватикан, кој го безбедува неговите излети со верниците на плоштадот, каде што воопшто, знаете, вообичаено имате протокол на однесување, протокол на движење, кај папата Франциск тоа не постоеше. Не постоеше, така што еден од најголемите проблеми на оние кои го обезбедуваат беше токму тоа, затоа што влечеше потези како во надворешната политика, така и во поглед на односите со луѓето кои беа на плоштадот, и тоа е исклучително тешка работа да го направите. Меѓутоа, човекот влезе во една сосема поинаква игра, се работи сепак за језуит, да бидеме реални. Сака да дојдеме до тоа. Тие се ред негде 15-16 век. Од 1534 година, да. Игнасио Лојола го основал тој ред, кој што е многу контроверзен. Јас кажав на почетокот, контроверзен затоа што него му се припишуваат многу тајни, многу интриги, практично за се што се случило поврзано со црквата. Тоа е интелектуалниот дел на црквата, кој во основа вистинските верници кои видете ги Исусовци на македонски език. Да. Видете ги каде биле праќани, кога ќе видите во кои делови на светот, тогаш да се разбериме, немало сателити, мислам. Да. А ти оделе во Палестина? Оделе секаде, не само Палестина. Видете ги во Јужна Америка, дури имав можност да видам слика од Австралија пред да биде откриена. Навистина. Така што имаат они има некои интересни работи, да. Така што се работи за војни на Бога. Така. Они се војници на Бога и они одат, воопшто не размислуваат во поглед на верата, во поглед на своето верување во Бога, и они се тие што се јадрото, вистинското јадро на црквата, кои се доста традиционални, доста конзервативни, иако на папата Франциск му се врзува дека повеќе или помалку има дилеми и доста контроверзија околу неговото постапување, неговото говорење во контекст, ако сакате, и на хомосексуализмот, влесувањето на жените и милијаните. Либерално, да. Доста либерално, меѓутоа кога ќе видите воопшто нема никакви отстапувања во учењето на Евангелието, и тоа е нешто што луѓето малце го знаат. Се работи исто за папа кој во основа го зема името на светецот Франциск, кој бил заштитник на животните и на природата. Имав можност да го посетам гробот на Франциск во Асиси. Зборувате за светецот? За светецот таму, и едноставно малце поинаку работите се доживуваат кога ги гледате непосредно, за разлика од она што кога ги читате во книгите, затоа што и доживувањето е сосема поинакво. Токму папата Франциск го наследи тоа и се работи за човек кој беше вистински екологист. Ако ги погледате неговите енциклики во контекст на во контекст на заштита на животна средина, ќе видите дека се работи за многу модерни, многу
многу, мислам, сериозни писанија со кои светот треба да биде запознаен и кои светот треба да ги следи ако сака да ја зачуваме планетата ви Земја. ова условно кажана контрадикторност? Рековме дека Франциск бил дел од језуитите во својата младост. Језуитите вие ги објаснивте убаво. Меѓутоа, повторно ќе речам, околу нив има цела една мистерија, дека тоа се луѓе кои што се праќани на специјални задачи, па се вртат мавети дека тие вршеле атентати кога е потребно, дека уништувале цели кралства. Апсолутно зборам дека ова се мистиките околу нив и дека тие се и околу Ватикан, да не забораваме. Ќе дојдеме до тоа, ќе дојдеме до тоа. И дека тие Христови војници, Исусовци, се всушност оно најконзервативно ткиво во католичката црква, а од друга страна човекот што доаѓа од нив во својот папски, немаш да кажам мандат, во своето папско функционирање, промовираше нешто што не е толку блиско на идеологијата на Исусовците. Далеко од тоа дека не е блиско, мислам. Ви кажав, нема големи отстапувања од учењето на Евангелието, мислам, во папството на папата Сликата, зборувам за сликата. Точно има определени доста пролиберални ставови во поглед на одредени прашања, меѓутоа нема отстапување од учењето, баре тоа ја што го знам и тоа што го гледав таму и тоа што го читав. Меѓутоа, обидот е да се направи современа црква која ќе одговара на современото време. Тоа папата очигледно го имал во предвид. Го сватил И во основа целиот систем, целата организација на државата град Ватикан се обиде да го реформира на начин што ќе му служи на оние верници за кои постои во основа за католиците. Минувајќи ја, ви кажав, основната перцепција за Ватикан и сето она што зад кулоарите се шпекулира, теории на заговор, се размислува, се градат определени слики за тоа што се случува позади зидините на Ватикан, меѓутоа кога ќе влезете таму, перцепцијата е сосема поинаква од она што ќе го читате и она што ќе го гледате на Од каде доаѓа тоа? Повторно реков, се работи за традиција, за историја стара речиси 2 милениуми, која што има константа. Значи нема прекин. Од времето на Константин Велики па натаму 1700 години нешто постојано трае, моќта никогаш не спласнува, може да се намали, може да се зголеми во даден момент. Имало периоди од историјата кога папата буквално решавал за судбината на Европа, имало моменти кога го затварале, не знам, папата во Франција, како беше, дури во еден период го тргнале од Рим во Франција и така натаму, меѓутоа таа некоја моќ заедно со некоја мистика која што постои околу нив, никогаш не запире, има контроверзни моменти во текот на Втората светска војна. Ако ги прочитате внимателно, ќе видите дека ќе ја видите улогата, мислам, се обидов тоа да го избегнам затоа што тоа во книгата, затоа што тоа бара многу посериозна анализа. Во Втората светска војна Римокатоличката црква немаше баш убава улога. Барем така сме учеле еве ние. Затоа велам теа многу внимателно со некои работи, затоа што сепак се отворени ми се чини дел од архивите, може тоа да се погледа. Тој дел ми е жал што, знаете, кога ќе обезбедите отвореност на архивите, ватиканските архиви за истражување, сваќате дека нема луѓе кои може да одговорат на задачата, затоа што тоа е богатство на информации, мислам. Може да се замисли. Тоа е... Вие успеавте да добиете сериозен пристап. Да, мислам... Што значи тоа? Дотидовте таму како амбасадор, како професор универзитетски и рековте, јас сакам малку да истражувам за вас, ме интересира како изгледа тоа во пракса. Господине кардинал, тој, па не баш, тоа е систем, мислам, многу затворен систем и каде што има строг протокол, мислам, за секој вид однесување, тоа е генерално кога ќе размислувате за Ватикан, размислувате за држава која во основа ги исполнува трите елементи, која е во меѓународното право доста дифузна околу тоа кој е субјект, кој не е субјект, дали е субјект или не е субјект. Добро, компликувано е. Таа држава е половина, колку е? Една мало парче на Рим. Велат, тоа е единствена држава или единствена нација во светот која навече може да ги заклучи поетите. Така што
точно е мала, меѓутоа мокна, позади зидините се случувале многу работи. Точно мистиката е затоа што не е отворена, не е видлива за светот. Се работи сепак за свештенство кое е положено на традиција, на вера која трае веќе 2000 години и кои во своето однесување не се изложени на јавноста, на кои вообичаено државните функционери се изложени пред своите граѓани. Кои што мора да излезат со соопштенија, мора со објаснувања, мора на телевизија да се појават. Меѓутоа се работи за држава која е многу сериозна, која има сериозен државен апарат, држава која има сериозна дипломатија и држава која ги има сите атрибути на државност за да настапува во меѓународните односи. Она што, знаете, во теоријата, пошто тоа го предавав, во теоријата постојат дилеми. Некој вели дека и градот држава Ватикан има субјективитет, друг вели дека и Светата столица и градот Ватикан во основа се едно и исто, синоним едно за друго, меѓутоа во меѓународните односи кога настапува Светата столица. Значи договорите, пристапувањето во меѓународните односи, ако сакат и нашите дипломатски односи се воспоставени со Светата столица, иако гледам и тука се има определени поделби околу тоа дали преводот е Света столица или Свет престол, меѓутоа како правник, нормално, како човек позитивиста, го следите она што сме го заклучиле во односите, односно како договор за воспоставување на дипломатски односи, имаме воспоставено со Светата столица и така. Во основа кога информирате од Ватикан, така си шувате. Кажете ми околу ова, рековте дека сте добиле пристап за да можете да истражувате, тоа временски беше ограничено? Не, далеко тоа дека имате време тоа да го правите, мислам, тоа е нешто што ми остана како желба, меѓутоа имав можност да ги посетам и архивите и Ватиканската библиотека. За нас што сме љубители на историја мора да е феноменално чувство кога ќе видите некаков, не знам, ракопис стар 1000 години, на кој што имате подпис на човек кој што значи во светот. Тоа е за луѓе кои за сладокусци, јас мислам. Па знаете, кога ќе влезете мора да знаете што сакате таму, затоа што има премногу информации. Се работи доста, за еден дел е доста имате дигитализирана база на податоци во основа која што може да истражувате, меѓутоа кога ќе се втурните, тоа е за еден научник, сум бил во многу библиотеки, меѓутоа ова е нешто невидено. И нешто што однапред мора да знаете што сакате и кај сакате да обарате, иначе ќе се изгубите во тоа мноштво. Ќе потрошите 10 години вртејќи се во празно, да. Ќе најдете сигурно нешто, меѓутоа сепак се работи за историчари кои треба да се отвори можност. Имавме можност двајца да присуствува. Знам дека Митко Панов беше накратко во можност да ја искористи таа погодност. Точно не плаќаа за тоа, меѓутоа достапноста на искористувањето на материјалите стоеше пред нашите. Има други проблеми кај нас кои се повезани како со јазикот на кој е пишувано, така да на латински се разбира, да. Многу работи кои треба да ги во основа да ги размислиме во контекст на универзитетот и знам дека успеав да договорам меморандум за соработка со државниот универзитет и еден од водечките универзитети во Ватикан. Ние кои размислуваме вообичаено за нивниот дел на образованието, размислуваме како за теолошко образование, иако се работи за универзитети кои се крајно сериозни, мислам, како во поглед на промовирањето и практикувањето на знаењето, така и во поглед на дисеминација на знаењето. Знам дека потпиша двата ректора на договор за меѓусебна соработка, меѓутоа што потоа се случуваше, мислам дека едноставно не влеговме подлабоко во можноста да соработуваме со тоа, иако има и како простор за соработка со нивните универзитети, кои се едни од водечките, да бидеме реални. Мислам, и самиот интелектуален капацитет на луѓето во Ватикан, на свештенството во Ватикан,
и го надминува онај стандард што го очекувате во односи, да кажеме, со другите држави, односно со бирократијата во другите држави, така што тоа е нешто кое сепак треба да се доживее. Ова сум го слушнал, морам да признаам, од мојот прашен колега Горан Момировски, кој што имаше прилика да оди во Ватикан со претседателката. Инаку да кажеме, претседателката ќе оди и на погребот на Франциск, и тој во вака сега, можеби ова вака, како се вика, некоректно, не знам дали било некоректно, верам, нема се наоти горем, вели, меѓутоа кога разговарате со тие луѓе тамо, дипломатите веднаш чувствувате дека се работи за нешто на вистина сосема поинакво. Сосема многу високо ниво. И информираноста нивна. За прашање како што е Македонија, некој би рекол им е гајле за Македонија. Тие има таква добри информации, толку добро. Замислите дека папата случајно одбра да дојде во Македонија, дека тоа не е процесуирано низ нивните, како се вика. Сигурно не седел и рекол, знаете што би било добро другата година да отидеме во Македонија. Не се случува тоа. Не функционира тоа така. Мислам, меѓутоа успеавме да ја продадеме нашата приказка во Ватикан. Вие имате, морам да признам, вие лично имате голема заслуга за неговото доаѓање овде. Апсолутно. Иако има и некои делови кои што понатаму, не знам дали вие сакате да зборувате на таа тема, меѓутоа се специфични. На крајот заслуживте да не ве поканат кога беше добро, тоа е прашање на политика, тоа не навлегувам. Меѓутоа, голем удел има претседателот Иванов, каде што, знаете, кога заминував, имате една димензија, имате духовната димензија, односно верската димензија на размислувањето за Ватикан, затоа што сепак се работи за религиозна, некој вика монархија, која не наследна, затоа што вообичаено се наследни монархите, овде сега гледаме ќе бидат нов папа. Има десетина кандидати сериозни, да. Да, и кога размислувате за државничкиот дел на, затоа што папата го има двете. Во папата е кумулирано двете работи, и духовната и државничката. Можеби за прв пат вообичаено знаете дека од 69-та се поклонуваме на гробот на Кирил и Методи, да одаваме почест за оно што е направено. Да. И секоја година ротираат председателот на собрание, председателот на држава и премиерот. Меѓутоа, ја видов можноста да организирам за покрај тоа, затоа што тоа е доста процедурална постапка, кај што протоколарна, кај што делегацијата, односно шефот на делегацијата се сеќава со папата, има тет-а-тет средба во која се разговара. Нормално, работата е како ќе продадете собствената приказка како држава и како држава каде што во основа имаме и како врски со Ватикан и во поглед на духовност и во поглед на она што значи композит на различни вери кои екзистираат во Македонија, и успеав да организирам државничка средба надвор од она што се вели чествувањето одењето во Рим како дел од чествувањето на Кирил и Методи, државничка средба каде што има двата председатели, односно двата државника, од една страна председател, од друга страна папата, 2015 каде што председателот Георги Иванов имаше исклучителна средба, и морам да признам дека точно се работеше многу сериозно да се донеси папата. Можеби тоа изгледа како невозможна мисија. Знаете, така е. Се работи за држава која стварно има жива вера, верници кои се доста живо стадо, што би се рекло, меѓутоа премногу мали за да размислувате на начин дека еден папа од калибар на највисокиот поглавар, да. Апсолутно дека би ја посетил Македонија, меѓутоа ја гледате можноста за тоа што кога размислувате за тој папа, размислувате на начин точно. Ќе видите дека неговиот интерес беше, велат, насочен кон периферијата на светот, кон малите маргинализирани нации и држави, и каде што ние стварно имаме, мислам, за дипломатско представување имаме исклучително моќен наратив, моќна приказка која треба само да се пренеси. Го имаме Павле, го имаме повикувањето на Павле да дојде да им помогне на македонците. Зборуваме во Библијата, во Библијата, видете, ние го имаме Пањујци. Многу малку мина знае дека Пањујци е го гледате у Ватикан на картата која се свети места каде што... Навистина, во Ватикан да, тоа е многу сериозно.
Знам, тука има проблеми во кои не би навлегувал, меѓутоа ја имате Лидија, првата покрстена христијанка Така која од Македонија. од Македонија. Во основа од тука почнува христијанството да се шири кон запад. Го имате Охрид. Ја имате Мокта, мислам, она што Охрид го представува како во поглед на убавината, на историјата, така и во поглед на верата. Со нашите цркви ние можеме само да се гордеме. И кога сето таа приказка ќе ја склопите во едно, а тука беше и председателот исклучително добар во тој контекст, во тој случај ја гледате шансата да му понудите да дојди во Македонија и тоа да биде успешно. Да се надеват. И одеднаш добивате информација дека да, постои можност, и тоа ја добив информацијата од еден амбасадор кој намокна држава. Меѓутоа не се случи во годината што очекувавме, се случи по моето враќање, меѓутоа се случи. Тоа е најважно, да. И мислам до ден денеска не ја свативме поентата, не ја свативме целта на доаѓањето на папата и не го свативме значењето на доаѓањето на папата, затоа што како што обично бива со нас, да. Ние размислуваме малце во одедени стереотипски калапи, така што не можеме да ја видиме големата слика на доаѓањето на папата. Точно беше еден ден, меѓутоа неговите впечатоци се навестуваше тоа. Државниот секретар Паролин ја посети Македонија 2016 година. Впечатоците беа исклучителни, дури во Ватикан се збореше за Македонија, така што ме подсетија точно председателот Иванов имаше долга средба, ја имав долга средба кога ги предава кредитите. Иако правилото е дека тие средби се прилично кратки, 20 на минути, нешто. Точно, ја имав околу 45, председателот исто имаше, значи што е многу ретка ситуација. Ретко, меѓутоа кога имате што да кажете, кога имате што да пренесете и кога имате што да презентирате во Ватикан, затоа што Ватикан е културен центар. Мислам, знаете, културата е она што не повезува и верата е она што не повезува, верата зборувам генерално. На 20 години од дипломатските односи во Ватиканските музеи, кои се исклучителен простор во Ватикан, и понудивме изложбата на словенските ракописи од 13 до 19 век, исклучителна изложба. Понудивме изложба на презентиравме изложба на ракотвојби, не, од дрво, од овие што ги имаме манастирите, претпоставувам. Да, и тоа во центарот... Како се кажа, дрворезите тие, заборавив, и јас. Сега, знаете, ви бега мислата, меѓутоа го имате во центарот на Рим, во палатата во кај Венеција, каде што плаката преку цела Венеција стоеше за изложбата нормално со Македонија. Сега слушам дека дошол во Македонија за да го потврди промената на името, што нема... Во тоа сакам да навлезам, такви глупости изнаслушавме, дури и тогаш, кога дали заради личната способност на неколку луѓе, дали заради некоја општа ситуација, ќе имаме таков специјален чин, ние успеваме да извадиме теории на заговор, да потврдува промена на името, други велеа дека е дојден тука да не покатоличи. Значи, се што може да им падне на памет на овие што веруваат во теории на заговор, дури, да бидеме реални сега, на македонски социјални мрежи, читав работи од типот, папата е умрен пред 2-3 месеци, они го криеа тоа, сега го чекаат да објави. Ние сакаме да веруваме во тие работи, за жал, во теории на заговор, меѓутоа реалноста е поинаква. Не, реалноста е сосема поинаква, меѓутоа реалноста треба да ја доживеете за да ја знаете. И токму тоа е она што ви кажав, се работи за организација која е стара, која во основа ја има мокта и ја практикува во меѓународните односи, и организациите која и те како е мокна во меѓународните односи да влијае на текот на меѓународните односи. Замислете ситуација да имате голема држава која се спрема да отпочне воена акција, одеднаш на плоштадот пред базиликата се соберат илјадници верници во молитва со запалени свеќи и акцијата да биде откажана. Така што тоа е практицирањето на меката моќ на Ватикан, која имате, да кажеме,
воспоставување на обновувањето на односите меѓу Соединетите Американски држави и Куба 2015 година дојде како изненадување, затоа што никој не очекуваше, меѓутоа позади стоеше дипломатијата на Ватикан. Имате средба меѓу папата 2016 во Хавана, меѓу папата Франциски и рускиот патриарх, така што некои работи, знаете, не се тие транспарентни на оној начин на кој ние очекуваме. Нивната дипломатија не е транспарентна. Се работи сепак за дипломатија која е доста традиционална и доста Претпоставуваме чисто да кажам дека за резбарството зборевте во наши цркви и манастири. Околу ова меѓурелигиско би рекол соработка меѓурелигиска, папата важеше за човек кој што се обидуваше да се разбереме православието. Канонско единство. Да, православието и католицизмот се раскарани во раскол, рече се 1000 години, од 1054 ако не се лажам. Значи рече се 1000 години се прават напори и токму папата Франциск се обидуваше малку малку повеќе да поработи на тоа некое враќање во збратименост, како да го наречеме, и за тоа беше обвинет. Меѓу другото, и кога Русија ја нападна Украина, тоа мора да бидеме искрени, целиот европски, западноевропски, источноевропски, американски, австралиски, католички свет, па и протестантски застана против Русија, меѓутоа папата не се скара со Кирил. Папата, тоа е, надворешната политика на овој папа е доста точно практицирање на мејка моки и доста е реалистичка. Зашто му замерува, мора да признаем? Точно му замерува, меѓутоа папата во Русија виде сојузник во поглед на одбраната на традиционалните вредности и во одбрана на христијанството кое беше и текако загрозено во војната во Сирија, каде што имате и погроми, и убиства, и протерување, и сето тоа. Тешко на христијаните тамо, ако сме реални. Така што немате отворена подршка, меѓутоа имате токму онај реалистички пристап во надворешната политика, каде што во основа со средбите со Путин и со средбите на Паролин, посетата во Москва, средбата со министер за надворешни и со Путин, основа ви покажува токму тој реализам во надворешната политика, затоа што многу пати му укажуваше пазете, папата не отпатува во ниедна западноевропска држава. Точно беше во Страсбург на Европскиот парламент се обрати. Меѓутоа таму токму го потенцира тој враќањето на традиционалните вредности на семејството кое е нарушено во западниот. И тоа како е нарушено таму, да бидеме реални, да. И во нив не гледаше заштитник на традиционалните христијански вредности, тоа го виде кај рускиот председател, односно во руската политика кон регионот на Блискиот Исток. Нормално работеше дури на промоција на пријателство меѓу Ватикан и религијата, односно еврејската религија, имаше средби, патуваше во Израел. Ако сакате, проговори јавно за геноцидот на ерменците, знам реакциите дојде од Турција. Многу тешка тема за Турција особено, да. Дојдоа сериозни реакции, па беше вратен амбасадорот, па повторно се врати во Ватикан, така што се работи за исклучително храбар папа кој ги кажуваше отворено, едноставно и отворено работите во светската политика и кој бидете сигурни, оние кои сериозно се занимаваат со надворешна политика знаеа како да постапуваат, затоа што мокта повторно лежи во она што и книгата е сите легии, а легиите се оние колку легии има папата реално, да. Не можете вие Соединетите Американски држави да не водат сметка за католицизмот, односно за Ватикан, Светата столица, односно папата, кога имаат многу јак многу верници во државата кои директно пак влијаат во изборите, така што и посетата на Трамп на Ватикан, па и на Венс не е ниту случајна, ниту неосмислена однапред, као идеме во Ватикан да се видиме со папа. Сепак тоа се работи за светска политика и во основа ќе видите дека однесувањето на двата, и на Трамп и на
папата е однесување на два големи лидери, светски лидери. Од една страна имате перцепција за Трамп како мачоист, човек кој поседува исклучителна моќ позади државата во оружје и слично. Од друга страна имате скромен, понизен, меѓутоа исклучително моќна личност во папата кој како може да влие на текот на меѓународните односи. Сега сме практично во фаза кога нема папа. Веројатно добар дел гледачи да ги знаат процедурите, кардиналите ќе се соберат, кога ќе запали црн дим ништо не е избрано, кога ќе се запали бел дим добивме нов папа. Во Систинската капела ќе бидат Светиот Дух ќе го избери. Светиот Дух ќе го избере, се разбира. Така што не можеме тука да спориме. Не можеме ние ниту да калкулираме кој ќе биде од овие кандидати кои што иако не мора да значи дека некој од нив ќе биде, тоа интересно прочитав, во принцип било кој католик може да стане папа. Значи било кој. Дури некој зборуваше дека нашиот бискуп има некакви шанси, дај Боже би рекол јас. Меѓутоа реалноста е дека ќе биде од редот на кардиналите. Интересно, повторно се заговара дека нелего шанси имаат тие надвор од Европа, што се? Има неколку кандидати, меѓутоа не е толку важно името. Поважно е, можеби... Каков беле ќе остави... Токму така. Што човек ќе треба да го продолжи делото на Франциск или ќе застране, ќе тргне повторно по некој друг пат? Тоа се зависи од папата, затоа што папата е суверенот. Мислам, тој... Но дали е вистински суверен? Тоа ме интересира. Кога ќе стане папа, дали тој навистина е вистински суверен? Она што се вели решавач, навистина. Вистински. А не стојат позади него ричењевци, неколку ќе го викаат. Не, вистински суверен со тоа што го имате државниот секретар кој ги води државните работи, го имате секретарот за општи за односи со државите кој е во основа министер за надворешни, вака да го преведиме, кој да ви кажам се работи за исклучително квалитетен секретар за односи со државите. Со него бе во Страсбург, во Советот на Европа, таму беше Нунци. Беше назначен за таа позиција во времето кога бев амбасадор таму, така што можеби најдобар во моментов министер за надворешни работи во Европа според некои мои критериуми и според начинот на кој ја практикува надворешната политика на Светата столица. Да. Инаку, еве да кажеме за папата, дека многу ги преферирал делата на Хорхе Луис Борхес и на Фјодор Михајлович Достоевски. Тука се согласуваме со папата, апсолутно. Ви кажав, за тој дел, за интелектуалниот, за образовниот дел, тоа не може да споредувате со никого. Мислам, посебно кога доаѓате од академска фела, кога сте поминале сепак некој академски развој и тука и надвор на универзитети, кога ќе се соочите со нив, сепак бара определен интелектуален напор и интелектуален предизвик да расправате, односно да бидете дел од некој интелектуален разговор или размена на мислења. А нема побаво тоа, ако можете. Апсолутно се работи, мислам, знаете, тој дел е убавиот дел во она што значи дипломатското представувањето во Светата столица, затоа што соговорниците од другата страна се исклучителни, не се бюрократи од оној ков што го имате во надворешната политика, во дипломатијата со останатите држави. Сепак бара поинаков интелектуален напор за да може да во основа да влезете во расправа и да барате решенија за унапредувањето на односите со таа држава, односно во случајот со Светата столица. Иначе ќе почива во Марија Маџоре. Тоа е црквата каде што ја поставивме плочата во чест на светите Кирил и Методи, каде што светите книги беа осветени од браќата Кирил и Методи, на се словенски преведени и каде што папата пред секое заминување на пат, односно пред секое враќање, се молеше таму, така што во основа го менува и тоа. Го менува и затоа што повеќето папи се закопани во Свети Петар базиликата. Да. Па навистина необичен во секој поглед, дури и во последните што се вели. Добро, знае, мислам точно знаеше, папата си ја навестуваше и го навестуваше своето заминување. Добро, прилично стар човек сега реално. Стари
болен. Болен, да. Релативно, мислам, да функционирате со едно белодробно крило. Сепак покаже исклучителна подвижност и исклучително енергија покажа во она што го правеше и она што го пропагираше во светот и меѓу верниците, така што Сосема за крај, вашава книга посветена на Франциски и на неговото делување не е кој знае колку позната во Македонија. За жал, јас таков впечаток имам. Добро, тоа е повеќе како мемориски фолдер. Знаете, кога ќе ви се случи хаварија во животот, сакате она што сте го доживеле, затоа што стварно е доживување. Сте предавале дипломатија, сте предавале надворешна политика, меѓународни односи, меѓународно право и во основа се враќате во историја, затоа што кога влегувате во Ватикан, влегувате низ коридорите на времето. Знаете, кога влегувате во Апостолската палата, во основа се движите низ векови. Сакате делата, знаете, имате спојна вера и спојна уметност, спојна вера и спојна култура. Знаете, кој е доживување, тоа требаше да остане на хартија, кој е доживување да присуствувате на божикен концерт во Систинската капела, да го имате тоа чувство, околу вас да бидат сликите на Рафаел, на Микеланджело, апсолутно, а вие да слушате прекрасна музика. Така што тоа требаше да остане, или предавањето на акредитивите, протоколот, знаете, се работи за држава која има исклучително добар протокол, исклучително сериозен протокол, каде што кралските куки ги праќаат своите протоколаци да учат од Ватикан. Како треба? Како треба. Мислам, секој дел е испланиран до најмал детайл. До точка и запирка, да. Нема едноставно, знаете, кога доаѓаа делегација од Македонија во контекст на чествувањето на Кирил и Методи, едноставно се опуштате оној момент кога влегувате позади зидините во Ватикан. И тоа е, и токму тоа требаше да биде, барем, знаете, кога ви се случува нешто во животот кај што може да се случи вечно да го изгубите сеќавањето, сепак требаше да остане сеќавањето запишано, затоа што не сум човек, повторно кажувам, што лесно се фасцинира, меѓутоа кога ќе го почувствувате тој дух на времето низ коридорите, низ уметноста, низ скулптурите, низ сето, Сакале некаде ќе се фасцинирате. Ќе се фасцинирате. А посебно ако сте дел од тоа, сте биле со уметноста поврзан на одреден начин, не може да не бидете фасцинирани од тоа. Така. Јас ви посакувам и продолжение на оваа книга, можеби за следниот папа, ќе видиме како ќе биде. Професоре и амбасадоре Звонимир Јанковски, благодарам за гостувањето и што споделивте со нас, сигурен сум прилично досега непознати работи. И благодарам вам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувам дека и вие сте задоволни од она што го слушнавте од амбасадорот Звонимир Јанкуловски. Утре во 15 часот се разбира репризното издание за тие што го пропуштија вечерва. Јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.